Здраво, дечки, јас сум Теодора и денес накратко ќе ве запознам со операторите во Scratch. Ќе погледнеме две групи на оператори со споредба на броеви и логички оператори. Но пред да продолжиме понатаму, би сакала да се потсетиме што е тоа оператор, а што е тоа оперант. Доколку го имаме овај израз 5 е помало од 3, тогаш операнди ни се 5 и 3, а оператор ни е помало. Оператори за споредба на броеви. Како што ни кажува самото име, овие оператори имаат два операнди кои што се броеви и споредбата се врши во однос на големината на броевите. Тука ги имаме операторите поголемо, помало и еднакво. Доколку сакаме да кажеме дека 5 е поголемо од 2, тоа може да го направиме со операторот поголемо. Доколку сакаме да кажеме дека 2 е помало од 5, тоа може да го направиме со операторот помало. Доколку сакаме да кажеме дека 2 е еднакво на 2, тоа може да го направиме со операторот еднакво. Соодветно, вака изгледат блоковите за споредба на броеви во Scratch. Пред да продолжиме со самите примери, би сакала да се потсетиме што е тоа true, а што е тоа false. Точно на англиски значи true, неточно на англиски значи false. Па доколку се запрашаме дали е точно дека 6 е поголемо од 3, да, тоа е точно и би го значиле со true. Доколку се запрашаме дали е точно дека 6 е еднакво на 3, тоа не е точно и тоа би го значиле со false. Доколку се запрашаме дали е точно дека 6 е помало од 3, тоа не е точно и би го значиле со false. Наредна група на оператори која што ќе разгледаме се логичките оператори. Логичките оператори можат да имаат еден или два операнди и потребно е операндите да имаат вредност true или вредност false. Во оваа група на оператори ќе ги разгледаме операторот not, операторот and и операторот or. Најпрво ќе се запознаеме со логичкиот оператор not. Вака изгледа блокот за логичкиот оператор not во Scratch и овој оператор прифаќа еден операнд. Која е задачата на овој оператор? Овој оператор за задача има да ја промени вредноста на операндот во неговата спротивна вредност. Например, доколку имаме оператор not со операнд true, not true, тогаш резултатот ќе ни биде false. Значи во спротивната вредност на операндот тоа е false. Ете истото можеме да го забележиме во оваа табела. Доколку имаме вредност за операндот true, тогаш резултатот ќе ни биде false. Доколку имаме вредност за операндот false, тогаш резултатот ќе ни биде true. Наредно ќе ги разгледаме операторите and и or. И двата оператори имаат по два операнди и за овие оператори е многу важно да запомниме по едно правило за успешно да можеме да ги користиме понатаму. Најпрво ќе го разгледаме правилото за операторот and. За овој оператор е многу важно да запамтиме дека резултатот е true само кога и двата операнди имаат вредност true. Доколку кај операторот or резултатот е true кога барем еден од операндите има вредност true. Овие оператори ќе ни станат појасни откако ќе прегледаме овие две табели за операторите. Најпрво ќе започнеме со табелата за операторот AND. Како што кажавме претходно, операторот AND има резултат true само кога и двата операнди имаат вредност true, што во нашиот случај е првиот ред од табелата. Сите останати редови имаат резултат false поради тоа што не е исполнето правилото и двата операнди да имаат вредност true. Ќе продолжиме со операторот OR, а за него важеше дека за да имаме резултат true, потребно е барем еден од операндите да има вредност true. Во нашиот случај тоа се првите три редови од табелата. Четвртиот ред има вредност false поради тоа што не е исполнето правилото, барем еден од операндите да има вредност true. Наредно ќе прегледаме овој израз кој во себе содржи повеќе оператори за да научиме како да пресметаме вредност на еден ваков израз. Ќе започнеме од лево кон десно и ќе го побараме првиот оператор. Тој е операторот помало. Дали ни се познати неговите два операнди? Да, познати ни се и тоа значи дека можеме да го пресметаме овој оператор. 80 е помало од 50 е false и тоа ќе си запишеме некаде настрана дека е false.
Понатаму го бараме наредниот оператор, тоа е операторот OR, но еден од неговите операнди не ни е познат, па затоа не можеме да го пресметаме овој оператор. Затоа ќе продолжиме наредно со операторот NOT. Дали неговиот операнд ни е познат? Не ни е познат, па затоа мораме да продолжиме со пресметување на наредниот оператор. Тоа е операторот поголемо. Дали ни се познати неговите операнди? Да, познати ни се, тоа значи дека можеме да го пресметаме овај оператор. 5 е поголемо од 5 е false и тоа ќе си го запишеме некаде настрана. Процесот ќе го повториме исто од лево кон десно за сите оператори кои што се уште не ни се пресметани. За операторот OR се уште не ни е познат едниот од операндите, затоа ќе продолжиме со операторот NOT. Дали ни е познат операндот на овај оператор? Да, познат ни е и неговата вредност е false, нотот false е true. Тоа ќе си го запишеме некаде настрана. Па ќе продолжиме со пресметување на последниот оператор, тоа е операторот OR, а сега неговите два операнди ни се познати. Вредноста на првиот операнд е false, а вредноста на вториот операнд е true. Како што кажавме претходно, за OR да има резултат true, потребно е барем еден од неговите операнди да има вредност true. Затоа крајната вредност на овај израз ќе биде true. Конечно стигнавме до целта на ова видео, тоа е да ги употребиме самите оператори во Scratch. Операторите можеме да ги најдеме лево во Operators и јас најпрво ќе го употребам блокот за операторот поголемо, ќе напишам дека 0 е поголемо од 50. Тоа не е точно, па ќе имаме вредност за овој блок false. При клик на самиот блок можам да ја видам вредноста на тој блок и тоа е false. Потоа ќе го потребам операторот помало, ќе напишам дека 0 е помало од 50, сега треба да очекуваме вредност true, при клик на самиот блок ќе погледнам дека вредноста на овој блок е true. Потоа ќе го потребам операторот еднакво и ќе проверам дали 6 е еднакво на 50. Треба да очекуваме вредност false за овај блок, па при клик на самиот блок ќе погледнам дека вредноста на овај израз е false. Потоа ќе го употребам операторот NOT, како што кажавме, последниот израз имаше вредност false, па NOT од false ќе ни биде true, значи очекуваме true, при клик на самиот блок ќе погледнеме дека има вредност true. Понатаму ќе го употребам операторот OR, каде што ќе поставам дека 0 е поголемо од 50 да ни биде еден операнд, а другиот операнд да ни биде 0 е помало од 50. За операторот OR да ни биде true, потребно беше барем еден од операндите да има вредност true, а тоа во случајот ни е десниот операнд. При клик на самиот блок ќе видам дека овој блок има вредност true. Понатаму ќе го искористам уште операторот AND. Во операторот AND ќе поставам дека 0 е поголемо од 50 и дека 0 е помало од 50. Едниот операнд ни има вредност false, па затоа целиот израз ќе ни има вредност false. При клик на самиот блок ќе погледнам дека блокот има вредност false. За крај би сакала да видиме како може ова маченце да ни ја каже вредноста на блокот во кој ќе користиме оператори, наместо да кликаме врз самиот блок. Тоа може да го направиме при клик на Events и од Events ќе го тргнеме блокот When Flag Clicked. Тоа значи дека при кликот на ова зелено знаменце ќе ни се извршат сите блокови кои што ни се поставени под овој блок. Наредно ќе искористиме од Looks, ќе го искористиме блокот Say. Овој блок ни кажува што ќе ни каже мачето. Односно, оваа вредност што е поставена во блокот Say треба да ни ја каже самото маченце. Ете, при клик на зеленото знаменце, мачето ќе ни каже Hello. Претходно знаеме дека вредноста на овој блок беше true, па затоа кога ќе го поставиме ова во самиот блок Say, очекуваме при клик на зеленото знаменце, мачето да ни ја каже вредноста на самиот блок, а тоа е true. Откако научивме за операторите во Scratch, сега можете вие да пробате да ги сработите овие 3 задачи, кои што ќе ви помогнат подобро да ги разберете операторите. Се надевам дека учењето со мене ви беше забавно и ви благодарам за вниманието.